Слушайте го шефот на Еден ТВ. Иако шефот на Еден ТВ моментално е во затвор, но слушнете ги неговите учтиви зборови на неговиот карактер пред да влезе во затвор, бидејќи сам да ги знам сатот, пошто садам со него. Ова речи го, слушнете го него, бидејќи пред да влезе во затвор беше топ човек, а сега од кој е во затвор се изнадешало све, али пред да влезе Бојан Јовановски во затвор беше душа човек. Ево, слушайте вие. Почитувани присутни, дами и господа, ве поздравувам во име на БМЈ Медија Груп Скопје и ви посакувам искрено добре дојде на отворањето на новата национална телевизија Еден ТВ. Ве поканувам да ја проследиме свечената програма по повод отворањето на Еден ТВ и во истата да уживаме. И како што вели нашиот промотивен слоган, од сега па натаму, бидете со нас. Ги поканувам собственикот на БМЈ Медија Груп заедно со главниот и одговорен уредник и менеджментот на телевизијата да ја пресечат формално истравената лента и да ја отворат телевизијата. Газ. Ова екипа позади мене зборува многу повеќе од било која моја искажана реченица. Во име на БМЈ Медија Груп сакам да ви посакам едно огромно и топло добре дојде во просториите на националната телевизија Еден ТВ. Она што сакам да го порачам е дека Еден ТВ ќе биде нова телевизија која што ќе внесе свежина во медиумскиот етер, ќе има простор за вистината, за фактите, за работите кои што заслужуваат да бидат истретирани на вистински начин. Ние сме отворени за соработка со секого и она што како прв човек на БМЈ Медија Груп сакам да го соопштам дека ќе се потрудиме да бидеме секогаш први, брзи, ефективни и неселективни. Вечерва мојот животен сон е остварен и ќе се потрудам БМЈ Медија Груп да зрачи многу долго на медиумското небо и да не има само Македонија. Македонија е првата станица на БМЈ Медија Груп. Светот е голем. Ви благодарам на сите. Така да, момци, девојки и дечиња, го слушнате шефот на Еден ТВ, главниот уредник кој пред да влезе во затвор беше топ човек, го имаше по реални шоу, го имаше по емисии, беше едно време бил татко ми кажуваше, жири во некоја емисија глумец, жири, све животи бил, ама што направи таква дела, што направи сите знаете зашто, да не зборам јавно за таа тема, така да шефот на Еден ТВ да не влезеше во затвор, мислам дека сега неговата телевизија ќе цутеше. Така да тоа е тоа. И се гледаме во наредна прилика со некој по-добро интервју. И се надевам дека собственикот на Еден ТВ ќе искочи некад од затвор. Чао. Љубиве брат.